Соговорник во Дневникот како тема на денот вечерва Ивица Јакимовски, градежна комора при Сојузот на стопански комори. Добро вечер, добар ден. Добар ден, добро вечер. Некако ги анализираме сите индустрии при напливот на оваа веќе присутна економска криза, можам да кажам, поради новиот воен фронт на Блискиот Исток, па еве вечерва ја таргетираме и градежната индустрија. Јакимовски, дали веќе се чувствуваат некои одредени последици или некои моменти кои веќе предизвикуваат нарушување во овој дел од приватниот сектор? Значи, во целата комуникација која што имаме и притисоците кои што се случуваат и во изминатите години со однос на енергетска економска криза е нешто кое што наведум се навестува и реално создава дополнителен притисок од сето тоа кој што го имавме како искуство во изминативе години. Како и сите други индустрии, така и градежната индустрија секако дека е погодена или ќе биде погодена, ќе видиме со колков интензитет во зависност од тоа како ќе се одвиваат настаните глобално, затоа што сето ова што ни се наметнува не е нешто кое што зависи од нас како држава, него зависи пред се од тие енергеси кои што ни се неопходно потребни за да може да функционираме. Тоа е едно нешто кое што секако создава притисок во сите индустрии, создава хаос, создава нетрпение, создава непредвидливост и сето тоа е нешто кое што нити за бизнисот, нити за граѓаните е поволност, напротив е секојдневен стрес и притисок и проблем кој што во понатамошна фаза создава и одредена инфлација и нестабилност и тоа е нешто кое што никој од нас не го посакува. Да, ај вака едно по едно ние генерално говориме последици економски од новиот воен фронт. Што конкретно, каде веќе се чувствува или има опасност да се чувствува оваа нова економска криза која ни е на повидок и која ќе добие посериозни димензии доколку целата таа војна потрае. Кога зборуваме за градежниот сектор, еве конкретно за што говориме, кои се тие позиции каде што може да се почувствува? Ние сега во моментов, например, информираме дека имаме постојан раст на цените на нафтените деривати и тоа притиска инфлаторно на останатите сегменти пред се на транспортот, па транспортот ќе повлече на прехранбените производи и така натаму. Кога зборуваме за градежниот сектор, кои позиции се ранливи и кои можат да бидат под притисок на војната? Главниот притисок кој што се создава или рефлексија кој што се создава од целиот тој притисок на зголемување на цената на нафтените деривати се директно влијае на транспорт во однос на производи кои што се користат во однос на градежни материјали, бетон и се останато како потреба за да може да функционира дејност. Меѓутоа главен притисок кој што се случи во делот на арматурното железо, което е како производ кој што е застапен и основно еден од новите производи кои што се користи во градежниот сектор и таму има значително зголемување во периодот некаде од самото пробување на кризата до сега има зголемено 30% само во однос во изминатите недалеку две. И сега тука е поголем проблем и известноста во која насока и како ќе се движи целиот тој притисок, затоа што непредвидливоста, тоа што кажа како проблем, нешто кое што шува притисок и на крајниот производ, тоа е на во конкретниот случај дали е стан или деловен простор. И секако сите учесници кои што се во град, пред се мислам компаниите, имаат многу непознати во дадениот период и секако дека има и одреден притисок на зголемување на цената заради и бекап и долгорочна сигурност, затоа што ние сме во ситуација кај што производството на недвижност, тоа стамен или делов простор е подолг временски процес, кој што да се тргне на месец и на два. Кога зборуваме за цените на недвижностите, ние изминатата 2025 речиси во текот на целата година информиравме за драматично зголемување на цените и секако тој тренд го следевме преку индексот на цени на недвижности што го објавува Народната банка. Последниот квартал, според последните податоци што ги видов, индексот повторно на годишно ниво е зголемен за 25%, но она што може би малку
охрабрува за оние идни купувачи на недвижности е дека на квартално ниво има забавување на тој ценовен раст, но сепак цените се одржуваат на високо ниво. Така е, тоа го спомнавме, значи последниот квартал од 2025 година е нешто кое што покажа дека имаме стабилизација на цената, значи немавме толку голем раст. Значи ние немавме навалување, меѓутоа немавме раст. Ако го направиме просек со претходните 3, не имавме помал процент на зголемување на вредност и тоа укажуваше на фактот дека доаѓаме во некое се стабилизирање на вредноста на недвижноста, кое што секако ни е во прилог. Меѓутоа, овој квартал сега, првиот од 26 година, јануари, февруари како месеци беа окей, зборам во однос на тој дел, меѓутоа сега влеговме во месец март, кај што овој притисок што се случува по однос на самава војна која што директно влие на вредноста на енергенсите пред се на нафтата, прави дополнителен притисок кој што пред се тука најголем проблем е неизвестноста. Значи ние немаме информација кога би бил крајот за да било какво планирање се размислува, затоа што сега во дадена ситуација воопшто не е ни можност да се планира ништо, затоа што не знаеме со што се ќе треба да се соочиме во периодот кој што доаѓа. Добро, Јакимовски, тоа е, се зборуваме за екстерен фактор од надвор кој што може дополнително да влијае на таа понуда побарувачка на пазарот. Досега кои фактори ги детерминира овие цени? Значи, кај граѓаните се коментира дека навистина се нелогично, ненормално високи цени за стан во изградба 2500 евра, се разбира зависно од локација, но цените 50 па да не речам и двојно повеќе во изминативе години се зголемија на недвижностите. Што дома ги детерминира? Зголемена побарувачка, намалена понуда? Кои се факторите? Значи тука се повеќе фактори, ние сме комуницирале повеќе патни, значи за влез или формирање на одредена цена, конкретниот случај дали е тоа стамбен или деловен простор, неколку фактори се клучни. А тоа е делот на самата локација, која што во изминативе години е нешто неприродно кое што се случува, затоа што ние во моментот во централно градско подрачје кај што ја комуницираме вредноста на ценава која што е 2500-3000 евра, која што се комуницира, ние таму имаме баштување на локација 40-45% од секторната инвестиција. Вториот фактор кој што влијае тоа е услугата во градежниот сектор, значи самиот инженерски кадар и самите работени се нешто кое што секако мора да функционират, затоа што се притиснати од фактот дека имаме зголемување на цевкупната трошувачка во општеството, зависно дали е тоа кошницата која што е постојано комуницираме потребата од тековно живење. И третиот фактор е зголемување на вредноста на материјалите во градежиштвото, кој што секако и по однос на самата плата и на вработените кои што работат во сектор производство на градежни материјали влијае на самата крајна цена. Дека во целата таа ситуација од нешто, тоа е факт и така, меѓутоа главен фактор за да се стабилизира и да не е долгорочно, збориме во нормални услови да имаме некоја континуирана цена е да имаме понуда со помала вредност. Значи ние сега калкулираме на вредност на недвижност која што е во централно градско подрачје, која што секако е најскапа во државава. Не е потребно да имаме понудени недвижност која што ќе биде периферно, значи ќе може да просечи цената, кај што може да достигнеме до некаква си вредност од 1500, 1700, 1800 евра, затоа што во дадена ситуација кај што имаме висока цена е нешто кое што создава притисок на купната недвижност. Еден од главните фактори кои треба во обзир е тоа дека ние кај нас на пазар на недвижности и полна недвижност и нова недвижност во зависност од локацијата имаме со иста вредност, што е природно, тоа не е во светот баш така позиционирано и поставено. Тоа што кај нас и денеска е моментот локацијата, па се останато треба повеќе да се влезе во фактот дека на крајните купувачи треба да добијат поголем број информации во однос на тоа што вложуваат и што добиваат. Може еден од главните фактори кои што ќе треба да се движи, а тоа е што добиваат за цената за која што ја плаќаме. И тука треба да поставиме голем прашалник, затоа што во ваков период на зголемени цени, мислам, треба да се
максимален однос на квалитет, сигурност, долгорочност на самиот производ, затоа што тоа е нешто кое што е долгорочно и кое што трае. Добро, и при крајот на овој разговор, ова е нели интервју како дел од Дневникот, прашувам какви се вашите прогнози за следните ценовни движења на пазарот на недвижности кај нас. Значи, да, точно е дека може би намалената и ограничената понуда, особено во централното градско подрачје, а од друга страна имаме зголемена побарувачка, ги диктира цените. Но има една друга теза што веќе гласно ја говориме, например дека платите кај нас ги јаде инфлацијата, дека граѓаните веќе не се толку и кредитоспособни и финансиски способни да инвестираат во недвижности, потоа ја губиме онаа работоспособна популација, младите кои си одат надвора, кои се потенцијални корисници на кредити долгорочни за станови. Од друга страна имаме други фактори кои може би упатуваат дека следуваат нови трендови во пазарот на недвижности или греша. Темата е преширока и во едно прашање има повеќе прашања и повеќе одговори, не може да се детектира баш така, затоа што малку е посложено тоа што изгледа, затоа што понудата, можноста кој колку може да финансира нешто што треба да се избалансира и да се направи стратегија. Целта е на пазарот да има достатна недвижност за целата категоризација на купувачи кои што ќе можат да се дозволат согласно буџетот, согласно можностите. Тоа што ние сега во случајот комуницираме само недвижност која што има максимално високи цени и тоа не е во ред. Значи ние мора да имаме недвижности со мала вредност. Тоа е нешто кое што е неопходно итно и потребно на пазарот. И затоа е потребно да се изгради стратегија, значи сите инволвирани страни кои што се во процес на изгласка, во процес на закон, во процес на носење на детални планови, на крајни купувачи да се постави како одредена рамка, затоа што зголемената вредност на недвижност не е во прилог на никој, затоа што од една страна стандардот се намалува со инфлацијата, од друга страна имаме зголемена вредност за новите купувачи. Сега тука, ако се направи паралела и на годишно ниво, потребата за купување на недвижност е од 2 до 5%, што од секупната недвижност која што постои во државата, а од друга страна на остатокот недвижноста која што постои се зголемува вредноста со зголемување на вредноста на новата недвижност и на половната, мислам. И сега кога го гледаме како баланс во однос на инфлаторски момент е тоа дека недвижноста се покажува како оправдана инвестиција, затоа што во случај на подолг временски период одредена вредност средства за измена период од една година е својата вредност. Однос на недвижност не губи. Тоа треба да се гледа малку другаче. Ние исклучиво гледаме од аспект на купопродажба. Ние треба да гледаме од аспект на функционалност, општествена. И тука треба да се гледа малку недото, затоа што ние исклучиво комуницираме вредност, а не и улогата на недвижноста во севкупната економија и во севкупната стабилизација на инфлацијата. И моето последно прашање, Јакимовски, каква е состојбата со вработените во градежниот сектор? Сведочиме деновиве потврда од големи компании кои работат на нискоградба, мислам на автопатите, на коридорите, се отпуштаат работници од овој сектор и тоа е нели градежен сектор. Имате ли информација каква е состојбата? Тоа што е заедното дека има отпуштање на градежни работници, тоа е изолиран случај, тоа мислам дека е во рамките на таа компанија која што спомена. Остатокот од градежниот сектор е во недостаток на работна сила, кога мислам на работна сила и на мајстори работници, градежни работници, инженерски кадри, и тоа е резултат на минатото кај што голем процент од луѓето кои што имаме континуитет во однос на изведба на проекти. Значи, сложената однос на изведба е нешто кое што бара континуитет. Ивица Јакимовски, градежна комора при Сојузот на стопански комори, ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас и на сите гледачи на
24 и ви стоиме на располагање. До следно видување, благодарам.